за Македонскиот центар за меѓународна соработка, НИРАС од Данска и FCG од Шведска. Главната цел на програмата се социјалните промени во Македонија, кои водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што ќе резултира со проширен граѓански простор, подржливи граѓански организации и потранспарентно, отчетно и општествено инклузивно владење како на централно, така и на локално ниво. До сега преку Цивика Мобилитас, значи повеќе годишна програма, се доделени 481 грант за 469 организации во вкупен износ од повеќе од 900 милиони денари. Покрај тоа беа организирани бројни национални, регионални и тематски форуми, фестивали, менторства, обуки, се со цел јакнење на капацитетите и влијанието на граѓанските организации, коалициите, мрежите и целото граѓанско општество. Овој национален форум е еден од клучните инструменти на Цивика Мобилитас, кој што има за цел поттикнување на граѓански ангажман, а годинишниот форум фокусот го става на соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор. По-конкретно, панелот 3, животна средина, има за цел да разговара и да ги отвори темите поврзани со животната средина. Имено Цивика Мобилитас досега додели вкупно 44 грантови во вкупен износ од околу 70 милиони денари за организации и акции поврзани со животна средина и природни ресурси. Да не должам повеќе, имаме помалку од 1 час да разговараме на тема животна средина и природни ресурси. Овде со мене се представничките од Министерството за животна средина и просторно планирање, и тоа господја Ана Карамфилова, раководителка на секторот за отпад, Билјана Петковска, раководител на сектор за животна средина, и господја Линдита Шакири, раководител на сектор за Европска Унија. 3 клучни сектори. Меѓутоа ќе дадам збор на господја Ана Карамфилова да се обрати накратко во името на Министерството за нивната улога и активностите кои што ги превземаат се со цел подобра животна средина. Ана, повелете. Добар ден на сите, благодарам на поканата, благодарам на присуството. Ние повеќето и се познаваме, меѓутоа еве накратко да представам работата на Министерството како орган надлежен за заштита на животната средина. Министерството за животна средина врши многу дејности и фокусот ни е следење на состојбите во животната средина, заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот, озонската обвивка, ревитализацијата на загадените делови од животната средина и секако да се предлагаат мерки за надминување на состојбите во сите овие медиуми на животната средина. Министерството има за цел да ја одржува еколошката равнотежа и да ги заштитува екосистемите од разни загрозувања, вклучувајќи го тука загадувањето на воздухот, водата и почвата. Првичната улога на Министерството е спроведе таа стратегија за одржлив развој, односно сега ново воведување на циркуларната економија, што вклучува мерки за намалување на емисиите на штетните гасови, заштита на биодиверзитетот и управувањето со отпадот. Секако дека Министерството има одговорност и во преговарањето и имплементацијата на многу меѓународни договори и конвенции кои што се однесуваат на некои од овие аспекти или на овие медиуми на животната средина. Исто така, Министерството има улога и во образованието, односно во подигнувањето на јавната свест за граѓаните за потребата генерално од заштита на животната средина, преку кампањи и образовни програми. Идејата е да се поттикнат граѓаните да учествуваат во заштита на природните ресурси и да ги прифатат еколошките практики во своето секојдневие. Повеќе од 20 години глобалната политика за животна средина се фокусира на развивање на правна рамка за заштита на животната средина со цел да се намалат или елиминираат штетите во животната средина. Овој процес е навистина макотрпен, тежок, бидејќи секогаш
додека ги донесеме ние нашето национално законодавство, се случуваат одредени промени во законодавството на ЕУ, се доведуваат некои построги критериуми, така да ние постојано имаме задача. Можеби тоа раководителката на секторот за ЕУ подобро ќе го објасни, бидејќи всушност во тој сектор се хармонизираат законите, секако во соработка со одделните сектори по области, во зависност од тоа за која директива или регулатива се однесува. Ние како земја сме го прифатиле концептот за одржив развој и за циркуларна економија уште со првите закони кои што се донесени и сега со текот на годините како се менува. И сме посветени да го развиваме законодавството на начин што ќе овозможи да имаме циркуларна економија, да имаме економски напредок и социјална добросостојба. Веруваме дека во иднина главните тековни еколошки проблеми со кои што се соочува нашето општество ќе бидат надминати, меѓутоа овој процес бара интеграција на повеќе чинители, повеќе институции и централно и на локално ниво и секако вклучување на бизнес заедницата, академијата и граѓанските здруженија. Не знам доколку чисто кратко да ве запознам со структурата на Министерството. Значи, имаме 10 сектори во Министерството за животна средина и просторно планирање и постојат два органи во состав, тоа се Управата за животна средина и Службата за просторно информативен систем, која што се занимава со собирање, обработка, архивирање, анализа и управување со геопросторни податоци за заштитени подрачја и за животната средина. Управата има 5 сектори, тука се секторот за управување со отпад, секторот за животна средина, секторот за индустријско загадување, сектор природа и сектор води. Јас не би должила многу, бидејќи повеќето од вас знаете која е нашата улога и нашата структура. Би оставила еве повеќе време за дискусија и прашање, доколку има. Благодарам. Благодарам, Ана. Добар вовед. Инаку за овој панел стигна и највеќе прашања, беше предизвик да се сумираат во едно, но еве во насока на ова што напоминавте, одржливиот развој, нели заштита на животна средина и следење на принципите на циркуларна економија. Јас би сакала да одиме малку повисоко. Значи, убаво рековте дека Министерството е највисок орган во државата, кој работи кој што има обврска да обезбеди услови за заштита и унапредување на животната средина, пред се заради остварување на правото на граѓаните за здрава животна средина. Јас ќе се навратам малку во изминатиот период, особено јуни до октомври, за жал дури и денес. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје не ги обезбедуваше навреме основните услуги за собирање на комунален отпад, услуга за која што граѓаните плаќаат и која што е предуслов за здрава животна средина. Во оваа насока ја споминавте нели и соработката помеѓу националните и локалните власти, па би сакала да ве запрашам, имајте предвид дека прашањата се структурирани согласно секторите нели на представничките од Министерството, па би сакала да запрашам кои се механизмите кои што Министерството ги поседува и ги употреби во овој период, се со цел надминување на оваа состојба. Ана, повелете. Благодарам. Најпрво да кажам дека Министерството за животна средина е, како што кажа во воведот, е надлежно за донесување на регулативата, имплементирање на регулативата во делот на заштита на животната средина по посебни медиуми. Еве имаме и закон за управување со отпад и за води и така натаму. Да се задржам само во делот на прашањето кој што се однесуваше на комуналните дејности. Да, имавме проблем. Јавното предпријатие на градот Скопје потврди, меѓутоа јавното предпријатие е регистрирано согласно со законот за јавни предпријатија и согласно законот за комунални дејности и морам да кажам дека завршењето на комуналните дејности, односно надзорот на вршењето на работите на комуналните дејности
кои што кај комуналните предпријатија кои што се основани од општината, односно општините на градот Скопје, надлежноста е кај комуналните инспектори, не е во Министерството за животна средина и просторно планирање. Ние имаме еден дел надзор над работењето над општините, каде што секоја година постои посебен сектор за тоа, врз основа на одреден план се врши надзор, се укажува на одредени недоследности, имаме начин на опомени, тоа се запишува и на крај се информира владата. Сега во 25-та година има извршено во 13 општини инспекцијски надзор, не само во делот на отпадот, туку од сите аспекти кои што или задачи кои што ги има локалната самоуправа во однос на заштита на животната средина, и информацијата до влада ќе биде до крајот на годината доставена, која што ќе биде јавна и таму може да се види какви недоследности се утврдени од страна на нашиот сектор. Меѓутоа, пак ќе кажам, инструментите за казнивост, доколку бидејќи постојат такви во делот на Законот за комунални дејности, тука се релативно и високи казни за правните лица, доколку не ги исполнуваат своите обврски кои што им се зададени како задача, кои што се основна задача на комуналните предпријатија, го вршат комуналните инспектори. Затоа во овој дел не би можела точно со бројки да кажам сега што е утврдено и какви казнени мерки се превземени. Мене само ме интересираше малку повеќе околу соработката помеѓу Министерството, локалната самоуправа, и еве рековте дека одговорни се комуналните инспектори, односно Министерството за транспорт и врски. Имате ли некакви координативни состаноци, се состанувате, реагирате за состојбата? Да, секако ние соработуваме со Министерството за транспорт. И меѓутоа ги немам бројките сега да можам во име на тој орган да ги презентирам. Можеме да зборуваме само во делот на тоа што ние правиме. Нашиот сектор конкретно за управување со отпад е фокусиран повеќе на воспоставување на овие регионални системи за управување со отпад, кои што се регулирани со Законот за управување со отпад. Тоа го правиме со помош на или грант средства или преку заеми. Знаете дека еден дел за општините од источен и североисточен имаме грант средства од Европската унија, а за останатите 5 плански региони споени сега во 3 региони за управување со отпад, овој процес се спроведува со помош на заем од Европска банка за обнова и развој, на кој што имаме дополнителни грант средства и од швајцарската влада, и од шведската влада, и од фондот за Западен Балкан, инвестицијскиот фонд за Западен Балкан. Така, ви благодарам, ќе се навратиме повторно на регионалното управување, односно циркуларната економија. Јас би сакала да дадеме збор сега на следната представничка, господја Билјана Петковска. Билјана, вие, значи, како сектор за животна средина имате одговорност потесно да се грижите за квалитетот и унапредување на животната средина, односно во ваша надлежност е издавањето, односно следењето на процесот за оценка на влијание врз животна средина. Можете ли да објасните малку повеќе околу тоа како го проверувате квалитетот на извештаите за оценка на влијание врз животна средина, кои што инвеститорите имаат обврска да ги изработат? Ви благодарам. Добар ден и од мене. И ви благодарам за поканата. Верувам дека повеќето од тука знаат дека во постапката за оценка на влијание врз животна средина и јавноста е вклучена во донесувањето на одлуки. Тоа е законски утврдена постапка. Во јавноста спаѓаат секако и граѓанскиот сектор, поради тоа нивната улога е важна за нас, бидејќи ни помагаат на некој начин да го подобриме квалитетот на студиите, како и да обезбедиме подобар пристап до информации. Ние како сектор работиме на подобрување на постапките, меѓутоа веруваме дека преку заедничка соработка со граѓанскиот сектор можеме да допринесеме за проекти кои што би имале помалку влијанија, што е можно најмали влијанија врз животната средина. Постапката за оценка на влијание е регулирана во Законот за животна средина, а изготвувањето на извештај за соодветност е еден дел од целокупната постапка. Со извештај за
Соодветно се утврдува дали студијата за оценка на влијание врз животната средина ги задоволува барањата пропишани во законската регулатива кои се релевантни за конкретниот проект. Изготвувањето на извештајот соодветно се изготвува согласно упатства кои што се во рамките на издадени во рамките на Министерството. Од досегашната пракса извештајот за соодветност го изработуваат лицата вработени во Министерството за животна средина. Тоа се лица вработени во Управата за животна средина. Министерот формира комисија. Во комисијата учествуваат секторите кои што се засегнати од спроведување на проектот. Тоа најчесто се сектор природа, сектор води, секторот за индустријско закладување, сите сектори што се во управата, па некогаш и некои други што сметаме дека е потребно да бидат вклучени. Комисијата ја разгледува студијата и ги утврдува целосноста и соодветноста на информациите. Доколку некои информации недостасуваат, се утврдува дали се од витално значење за проектот, дали тие информации може понатака да се анализираат и раздлабочуваат во рамките на дозволите, како што се интегрираната дозвола. Тука би сакала да напоменам особено тоа што за проектите кои што се индустријски капацитети, кои што се и предмет на интегрирана дозвола, задолжително се проверува усогласеноста на проектот со најдобро достапните техники. Сепак сакам да напоменам дека квалитетот на студиите зависи од донесените повисоки плански документи на ниво на држава, како и на квалитетот на експертите кои што ги изготвуваат овие студии. Понатака, врз основа на коментарите кои што пристигнуваат во студијата, јавната расправа и самиот извештај за соодветност, се издаваат решението за или против спроведување на проектот. Во оваа постапка тука е вклучена граѓанскиот сектор, од кој се очекува да се даваат корисни коментари за проектот и неговите влијанија за да имаме проект кој што би се сведил на минимални можни влијанија. Сакам да нагласам дека во изминатиот период активно се работи на измена на Законот за животна средина. Измената на Законот за животна средина е усогласување со директивата. И со ово согласување очекуваме значително да се подобри квалитетот на студиите и квалитетот на извештаите за соодветност. Благодарам. Јас имам само едно подпрашање. Дали досега се случило некоја УВЖС студија да не добие извештај за усогласеност, за соодветност? Па имаме постапки кои што се прекинати, да. Имате постапки кои што се прекинати. Добро, во ред. Продолжуваме понатаму со третата представничка од Министерството, госпоѓа Лендита Шакири. Македонија е долго време земја кандидат за членство во ЕУ, а во Министерството имаме и цел сектор, тој е секторот на госпоѓа Шакири, која што работи на постојано усогласување на националното законодавство со европското. Законодавството за животна средина е едно од најшироко разгранетите во европското аки. И како такво представува сериозен предизвик за усогласеност. Во изминатиот период Министерството за животна средина започна постапка за поголема усогласеност во сектор води и климатски промени. Закони кои што се во нацрт, во драфт и кои што се уште не се усвоени. Јас би сакала овде да ја запрашам госпоѓа Шакири, кој е степенот на усогласеност во овие два подсектори во поглавјето 27 и до каде се овие два закони? Извинете, вака не можам да ве гледам, ама се слушаме убаво така. Да, повелете, Лендита. Благодарам, Бојана. Поздрав до сите ви, благодарам на учеството, благодарам на поканата. Да, најнапред сакам да, значи јас сум Лендита Шакири, раководител на сектор за Европска унија. Улогата на секторот во рамките на Министерството е да врши усогласување или хармонизација на нашето законодавство со европското законодавство, се разбира во соработка со останатите сектори, секој од својата област. Сите закони и документи се слеваат во секторот за Европска унија, кој потоа
ги работиме на нивно усогласување, пред тоа додат на одобрување на влада, а потоа и на Националното собрание. Тоа што сакам да нагласам е дека точно поглавјето за животна средина е едно од најобемните, меѓутоа и најскапите поглавја. Во рамките на четвртиот кластер имаме 4 поглавја и тоа е транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој. И оваа година и секоја година одржуваме седници на подкомитетот со Европска комисија, каде што навистина се работи и се гледа, односно се оценува нашата апроксимација на нашите закони со законите со Европската унија, и верувајте дека едно од најчестите прашања, меѓу другото, е тоа што и Билјана го напомена во секторот за животна средина, односно соработката, степенот на соработка со јавноста, со невладните организации. Таа ни е многу важна во донесувањето на сите оценки за влијание на животната средина. Инаку, кога се работи за степенот на усогласеност со националното законодавство во областа на климатските промени или климатска акција и законот за води, сакам да нагласам дека најнапред за законот за климатска акција, тој е дел од реформската агенда и согласно реформската агенда законот требаше да се донесе до крајот на 25-та година, меѓутоа доцни. Верувајте дека законот е доста обемен, при тоа во моментов значи се усогласува со многу институции, многу сектори. Сите потоа забелешки и мислења се враќаат повторно кај нас на имплементација на тие забелешки и мислења. Во моментот е на усогласување во законодавство и очекуваме дека во најбрз можен рок ќе се врати од таму, ќе ги усогласиме сите коментари и забелешки и потоа некаде во средината на наредната година очекуваме да го донесеме и на влада, потоа и на парламент, значи некаде во 26-та година. Во однос на усогласеност со европското законодавство, во предлог законот се транспонирани дел од барањата кои произлегуваат од регулативата 2018-1999 за управувањето со енергетската унија и климатска акција, која е вградена и прилагодена со одлуката на Министерскиот совет за енергетската заедница од 30 ноември 2021 година. Инаку дополнително во предлог на законот се транспонирани и дел од барањата за директивата 2003/87/E3 од 13 октомври 2003 година за воспоставување на систем за тргување со квоти на стакленички гасови во рамките на Европската унија. Сите останати барања од наведените акти на Европската унија ќе се, како и останатите барања, ќе се усогласат и ќе се воспостави систем за мониторинг, известување и верификација, и сето тоа ќе биде доуредено со донесување на новиот закон и на подзаконските акти кои планираме да ги донесеме во наредните 3 години, согласно, мислам, тоа е имплементирано во законот. Што се однесува за законот за води, исто и тој е во напредна фаза, да речам, или е во усогласување, и предлог на измените на законот планираме да се донесат до крајот на март до 2026 година и да биде доставен во собраниска процедура. Инаку, при тоа преземени се значајни чекори за усогласување во рамките за управување со водите во Северна Македонија со законодавството на Европската унија, во рамките на проектот за поддржан од швајцарската влада за работиме на интегрирано управување со водните ресурси во Северна Македонија, со техничка поддршка од програмата на Groundwater програм и иницијативите финансирани од ИПА 3 од Европската унија.
Инаку во моментот се одржува тридневна ТАЕКС експертска мисија за усогласување на подзаконскиот и директивата за вода за пиење. Во моментот работиме значи на нејзино доусогласување. Исто така, нашето министерство и Министерството за здравство ја зајакнаа меѓуресорската координација и меѓуресорската работна група за протоколот на УНЕЦЕ за вода за пиење, вода за здравјето. Во 2025 година Северна Македонија го поднесе и својот 6-ти национален извештај во рамките на според протокол, во рамките на овој протокол и обезбедуваме со што се обезбедува ажуриран преглед на националните цели и напредокот на нашата држава кон обезбедување на пристап до безбедна вода за пиење. Инаку, сакам исто така да напоменам дека во моментот течат и повеќе проекти поддржани од партнерски земји од Европската Унија, на кои работиме на регионални соработки за прекуграничните води, исто така имплементација на стратешкиот акционен план во сливот на реката Дрим, потоа за EU for Преспа, така да сме постојано во соработки, во координација како со интернационални организации кои и помош која и текако ни е потребна во усогласување и во законските рамки, меѓутоа и во имплементација на директивите кои веќе сме ги донели и сме ги усогласиле. Благодарам. Да, и јас ви благодарам. Јас, иако имам уште подпрашања, сепак би дала можност од публиката нели да постават прашање, така што во следните 20-30 минути да се обидеме да имаме кратки, концизни прашања. Марко? Добар ден, ви благодарам за излагањето. Едно кратко прашање, дали се планирани измени во Закон за животна средина во однос на елаборатите и кога би се случило? Благодарам. Да. Да одиме едно по едно прашање, за да не ги заборавим, затоа што се различни сектори. Господин, вие ќе одговорите? Да. Пелет. И во елаборатите се планираат измени, бидејќи овој дел на законската регулатива многу одамна нема добиено подобрување. Се предлагаат измени и во елаборатите за животна средина, меѓутоа главните измени ќе следуваат со подзаконските акти, нели, каде што ќе се регулираат подетално. Меѓутоа се предлагаат измени. Да, спомнавте дека законот е во моментот се менува, дали новите измени вклучуваат измени поврзани со елаборатите или тоа е нешто што дополнително ќе следи? Не, јас мислев дека веќе одговорили, значи во измените за Законот за животна средина го се предлагат за да се транспонира директивата од 2014 година. Меѓутоа, тие измени ќе влијаат и на ќе има измени во елаборатите. Тие барања што ги има таа директива треба да влеза и да се влезат и во елаборатите. Меѓутоа ќе се предлага, генерално се преку подзаконските акти ќе се дорегулира целосно. Ви благодарам за појаснувањето. Милош? Добар ден, јас сум Милош Димитровски. Доаѓам од Кратово, североисточен регион. Прашањето до вас е дали сте запознаени дека конкретно и во општина Кратово многу рурални средини или приградски населби немаат вода за пиење, односно употреблива. И сакам да прашам дали вие како министерство преземате некои мерки за овие податоци, односно факти кои што ние во наши истражувања го имаме направено преку неколку проекти и анализи, така да еве оставам на вас за понатаму да ни кажете дали ќе преземете некои мерки или сте преземале до сега и дали има
некои документи, стратегии и слично за реконструкции, проширување. И само да ви кажам дека водата во Кратово ја менаџира приватна компанија. Дали постои такво нешто во други општини, барем за Македонија? Фала ви. Ќе се обидам јас да дадам појаснување и прилика да одговорам. Не сме запознаени дека водата во Кратово ја менаџира приватен, да. Најчесто, според Законот за локална самоуправа, водите во општините, значи водата, питката вода, оди преку јавните комунални предпријатија и менаџирањето во другите општини, тоа е што го знаеме. Меѓутоа, кога се работи за тоа што презема Министерството во однос на реконструкции и подобрување на водната инфраструктура во општините, еве сакам да ви истакнам дека како што паралелно со проектот за подобрување во секторот за цврст отпад, проектот кој Ана веќе го спомена, финансиран од Европската банка за обнова и развој во висина од 55 милиона евра, мислам. Европската инвестицијска банка, паралелно, значи ние работиме на проекти во општините за подобрување на водната инфраструктура и кредитната линија во висина од 50 милиони евра од Европската инвестицијска банка. Министерството за животна средина е договорниот орган со кој тоа се спроведува и врз основа во рамките на проектот сите општини беа повикани да ги дадат своите приоритетни проекти во однос на подобрување на водната инфраструктура во нивните општини и верувајте дека веќе проектите почнува, мислам, проектот веќе е во фаза дел, е во фаза на имплементација кај некои општини. Така да тоа е конкретна мерка која што ја преземаме во оваа насока. Инаку во рамките, повторно ќе кажам, на Законот за локална самоуправа, јавните комунални предпријатија и општината е таа која менаџира со секторот за вода за пиење, а квалитетот се испитува или во рамките на јавните комунални предпријатија во лабораториите или во рамките на други акредитирани лаборатории кои вршат испитување на квалитетот на вода за пиење во општините. Благодарам. Понатаму. Добар ден, јас сум Матески Борис, регионален зелен центар од Охрид. Едно кратко прашање. Докаде е постапката за репрогласување на законот за Охридско езеро за споменик на природа? Воедно тука е, мислам, и студенчешко блато. Требаше веќе години наназад да се донесе. Колку што знаеме, имавме ние соработка со Министерството во минатиот период кога доаѓавте вие во Охрид со здруженијата, со еколошки здруженија, но имаше еден голем проблем што мислам дека како измена треба во тој закон да се донесе, затоа што имаше еден парадокс. Во тој предлог имаше колекторското предпријатие или јавното предпријатие за колекторски систем да го управува Охридското езеро, што е малку спротивно на баш не може да управува колекторски систем целото Охридско езеро. Тоа беше во таа фаза. Значи, уште еднаш докаде е постапката за репрогласување на Охридско езеро за споменик на природа? Ке може некој од представничките да одговори, затоа што прашањето се однесува на сектор природа, претпоставувам повеќе, но бидејќи е поврзано и со закон, госпоѓа Шакири. Да, за точно да можеме да информираме, за информација ќе писмено ќе ви одговориме. Да, бидејќи сепак треба да се координираме со колегата од сектор природа. Добро, одиме понатаму. Да, благодарам. Може. Благодарам. Лилјана Поповска од Зелен институт. Едно прашање за тоа дали се размислува и дали е во план носење на измени на Законот за урбано зеленило, кој што беше изработен како предлог измени пред 2 години во рамките на еден проект поддржан од Шведска, во соработка со широки мрежи граѓански организации, активисти, помина јавни расправи,
и во градот Скопје, меѓутоа и неколку месечно усогласување и со стручни групации на архитекти, инженери и така натаму, и беше поддржан меѓу останатото формално и од вашето министерство. Меѓутоа потоа дојдоа избори и некако сите тие работи се заборавија, беше поддржано и од интерпарламентарната лоби група Зелена, но еве се уште не е донесен. Што е проблемот? Зошто се бара усогласување на законот за урбано зеленило? Поради тоа што прашањето на зеленилото, на урбаното зеленило е практично различно третирано во различни закони и подзаконски акти. И има тотална неусогласеност помеѓу овој закон за урбано зеленило, каде што матично е Министерството за животна средина и просторно планирање, помеѓу значи неусогласеност помеѓу овој закон, помеѓу законот за просторно планирање и правилниците за двата закона и плюс законот за градење. Така што целиот тој пакет за урбанизам е практично една какафонија која што создава можност за уништување на зеленилото и избегнување на обврската за заштита на постојното и создавање ново зеленило. Така што докаде таа работа и дали може нешто да се поттурне со нова иницијатива од Зелен институт, од група граѓански организации, било како. Благодарам. Благодариме, ќе може. Јас кратко ќе одговорам, исто тоа е од секторот за урбанизам. Меѓутоа, точно, запозната сум, не можам да кажам докаде е процедурата, меѓутоа, исто можеме писмено да ви одговориме во координација со раководителот на овој сектор. Добро, во ред. Одиме понатаму. Браво, Лазар Недановски, Македонска развојна фондација за предпријатија. Само сакав да споделам информација дека во тек е повик за грантови за локални, за граѓански организации од Македонија, околу 150.000 евра ќе даваме, имаме грантовска поддршка со средства од Европска унија, кои ќе се спроведуваат во текот на 2026 година. Па чисто да споделам информацијава и тука и пред присутните и пред вас, и би било добро, здравје кога ќе го затвориме повикот, да имаме, да сме во некаква корелација, бидејќи ќе имаме на терен низа активности од низа граѓански организации, па чисто да сме во корелација со министерство, со релевантно министерство за што ќе се случува, како ќе се случува и ако може од сето тоа да водиме некакви паралелни активности, бидејќи настрана од тоа имаме некои буџети за промоција, социјални медиуми и така натаму. Благодарам. Благодариме, Лазар. Дали имаме уште прашање или можам јас да продолжам со прашањата кои што пристигнаа преку мрежата на Civica Mobilitas? Добро, значи имаме уште некои 10-15 минути можност да поразговараме на оваа тема. Јас ќе се навратам сега. Да, уште 6, меѓутоа имаме можности уште малку повеќе. Сега ми најавија дека може да продолжиме уште 15 на минути. Јас би се навратила повторно на сектор отпад, затоа што некако во изминативе неколку месеци, па и цела година беа горливо прашање. За мене како некој што работи во секторот се горливо прашање 20 на години. Јас моето следно прашање го упатувам кон господја Карамфилова, тоа е поврзано со зелената агенда, обврската за обезбедување услови за циркуларна економија. Моето прашање се однесува на тоа како Министерството за животна средина ги реализира, односно ги спроведува барањата од зелената агенда поврзани со циркуларна економија, кои се политиките што во иднина планирате да ги спроведете и како тоа да го преточиме на локално ниво каде што паѓа целиот товар за спроведување на целото законодавство за управување со отпад. Благодарам, Бојана. Па не дека целото законодавство за управување со отпад паѓа на товар на локалните самоуправа. Се знае, локалната самоуправа е одговорна за комуналниот отпад. Тоа ние имаме секакви видови на отпад кои се генерираат во земјава и секако дека тие се посебно уредени во законот. Така да задачата долги години сме во секторов и знаеме дека тешко оди напредокот.
За жал, комуналниот отпад се уште лошо се управува и тоа е ситуација која што веројатно тоа е процес сепак, бара промена, не само носење на регулатива на картија, бара да се работи на терен. Тоа подразбира и промена на свеста кај граѓаните, промена на навиките, а тоа е процес. Не може да се случи преку ноќ и не може да се случи насила. Ние ги носиме, меѓутоа тешко се имплементираат и проектите ги носиме и парите ги носиме, меѓутоа ако вие немате партнер од другата страна со кој се разбирате, нема да можете ништо да спроведете. И ние не се откажуваме, продолжуваме на тој пат, немаме друг избор. Верувам дека некои наредни генерации ќе ги уживаат придобивките на оваа наша работа. Ние сега, нас не се паднало да го тераме процес. Инаку во делот на циркуларната економија, во однос на, пак ќе се вратам на комуналниот отпад, кој треба да, во соработка со локалната самоуправа го воспоставуваме тој систем. Првенствено, може би некои од вас знаат, упатени сме имале многу пати презентации по општините дека ќе се воведе систем на примарна селекција на сува и мокра фракција, што би значило дека сувата фракција ќе оди за преработка. Мораме да постигнеме одредени цели за рециклирање, кои што сме ги задале, и бидејќи целиме кон Европската унија, што значи не само заради членството во Европската унија, туку придобивките за нас и нашите граѓани, нели, со спроведувањето на циркуларната економија, конкретно во делот на отпадот. Најмногу се врзува некако циркуларната економија со отпадот, иако да не заборавиме тоа е сепак економија, треба да се земат и други аспекти, и социјалниот и економскиот момент. Законот тоа го регулира, значи не е нешто што е нерегулирано и може да се спроведува. Дополнително имаме и воведено секундарна суровина и на кој начин се утврдува секундарна суровина, на кој начин да се воспостави една симбиоза меѓу индустриите, каде што некаде отпадот за една индустрија може да биде суровина за друга индустрија. Укинување на статус на отпад исто подразбира преработка и добивање на некои нови производи, значи од аспект на законодавство ова тема е регулирана. Морам да кажам дека бизнисот е по-проактивен и имаме веќе и барања, имаме издавање на такви решенија, имаме работно тело составено од академија и бизнис и луѓе од администрацијата кои работат во управата. Врзостта на барањата се утврдува дали одредена суровина може да добие статус, одреден отпад може да добие статус на секундарна суровина. Значи, циркуларноста полека, но сигурно навлегува, може би нема да биде толку видлива во општините со комуналниот отпад толку брзо како што ние би сакале, но на ниво на индустрија и такако има заинтересирани. Така. Спомнавте сува и влажна фракција. Влажната фракција, претпоставувам, се однесува на биоразградливиот, на органскиот. Најголем процент ќе биде биоразградливиот. Да. Што се планира во делот на органскиот отпад, на биоразградливиот? Дали мислите дека можеме лесно и брзо да воспоставиме систем за селекција на овој тип на отпад и нели со оглед на тоа дека имаме обезбедено средства за воспоставување на регионален систем за управување со отпад, кој што треба и ова да го вклучи. Како би почнале со органскиот отпад со оглед на тоа дека тој е и малку по-комплициран за собирање и понатаму за третирање, односно преработка? Дека ќе биде брзо, нема да биде брзо, да бидеме реални, затоа што и граѓаните треба да научат. Некои знаат, меѓутоа не знаат сите. И пак ќе се вратам дека е тоа процес и постапка која што е нормална и сите други земји во Европската унија системот сега што го имаат и они така го развивале, само што почнале 30 години пред нас. Меѓутоа процесот е тој, граѓаните ќе научат полека и со текот на времето и не би рекла дека се нашиве граѓани имаат отпор према недовербата во системите, бидејќи досега се покажало дека не ни функционираат, меѓутоа кога верувам дека ќе успееме да воспоставиме систем на примарна селекција. Она што го планираме е за зелениот отпад кој е дел од биоразградливиот отпад и кој е чист, да имаме компостари. Во источен и североисточен плански регион имаме и домашни компостари предвидено, значи ќе се набават тие преку овој проект финансиран од Европската унија, кој ќе се затвори целиот процес со градбата на регионалната депонија и 6 претоварни станици, ќе се вклучат и компостарите
Исто така имаме предвидено компостари и во другите региони на претоварните станици, за да тој отпад нормално оној што е чист и може да се компостира, бидејќи сите знаете дека не може од секој органски отпад да се прави компост, поготово ако е мешан органски отпад загаден со други остатоци од комуналниот отпад. Значи, предвидено е компостирањето. Помагаме преку ЕУ за Преспа, го спомнат проектот за повторно да се стави во функција постоечката компостара во Ресен, која што може понатаму да служи како регионален центар. Отпадот што ќе се носи органски на депонија ќе подлежи на механичко-биолошки третман, што значи ќе биде стабилизиран, ќе биде фатен на некој начин, вака народски кажано, метанот, кој е најголемиот непријател и на озонската обвивка, меѓутоа и пожари предизвикува, а оној стабилизиран органски отпад ќе биде отстранет на депонија. Сувата фракција пак исто така ќе оди на секундарна селекција. При таа секундарна селекција ќе се одвојува сувата фракција по материјали, пластика, хартија, гума, стакло и така натаму, метали што се останати, а потоа тие ќе си го најдат патот према компаниите што се занимаваат со рециклирање. Одлично, и уште едно прашање пред да завршиме со сектор отпад, кога да очекуваме првата регионална депонија санитарна, однака како што треба да биде по сите стандарди? Паралелно течат многу процеси. Верувам дека прва ќе биде во источниот и североисточниот плански регион, бидејќи тендерот еве го повторно се објавува, деновиве треба да биде објавен. Немам точно податок кога, меѓутоа знам дека до крај на месец мора да се објави. Иако работиме и на подготовка на тендерска документација за уште две во Пелагонија и Југозапад и за Русино, кои ќе бидат исто за наредните 6 месеци, верувам дека тендерските документи ќе бидат спремни за објавување, за да може да се јават компании за градба. Одлично. Во ред, ви благодарам многу. Да, имаме уште едно прашање. Жаклина Анастасова, Движење за чист воздух. Едно кратко прашање. Зошто депонија, а не фабрика за рециклирање? За жал, депониите се неминовен дел од управувањето со отпадот. Не постои нула отпад. Ако сакате да кажуваат дека имаат, не е вистина. Дури и ако го гориме отпадот, на крај останува пепел кој негде треба да се отстрани. Значи, депонија мора да имаме и дајте да почнеме да го собереме отпадот на едно место. Нашите депонии нема да бидат, реков, ќе има и предселекција, ќе има и секундарна селекција, меѓутоа она што ќе остане, ќе мора да се депонира некаде. Зошто не поразвиен систем, би рекла, прашањето така го разбирам, зашто одиме само на депонија, затоа што толку можеме да се дозволиме. Тоа е одговорот од банката. Значи, за да го градиме овој систем се потребни пари. Општините ги немаат тие пари. Ние во име на општините, значи не ја презимаме улогата на општината, тие понатаму ќе бидат одговорни да го спроведуваат, меѓутоа Министерството или владата, да речеме, бидејќи кредитите ги подпишува министер за финансии, се задолжува во име на одредени општини и гарантира дека тој кредит ќе биде платен. Банката пред да ви даде кредит си прави своји анализи. Они го видат като affordability, значи можност да плаќаме. И вели, вие со проценка се прави во овие два региона, за секој регион посебно се правеше проценка да се види колку е. За да може еден систем да функционира, граѓаните да можат преку домаќинство да го плаќаат, не треба да биде повеќе од 1,5% од просекот, од просечната плата во регионот. Тоа викаат и банките, меѓутоа и другите финансиски институции кои што ви велат, ако трошокот, ако проектот што сакате да го направите го надминува овој праг, ние нема да ви дадеме кредит, не сте способни да го вратите. Затоа така почнавме. Моравме вака да почнеме, што не значи дека не можеме да го надоградуваме, бидејќи откако го земавме овој кредит преку ова инвестицијскиот фонд на Западен Балкан, ние веднаш аплициравме и добивме грант средства, кои грант средства изнесуваат половина од кредитот кој го земавме. Тие грант средства можеме да ги вратиме на банката, за да си го намалиме долгот, но банката вели дека можете да ги користите и да го надградите понатаму системот. Значи можеме да ги користиме тие пари. Дополнително на тоа,
кога швајцарците видоа проактивно, швајцарската влада помогна исто со дополнителни средства, во делот на полог се тие насочени, добивме дел средства и од шведската влада. Значи, знаете, кога ќе видат посветеност, затоа што земањето кредит значи посветеност, мораме да го вратиме. Меѓутоа и тој има одредени услови. Колку што ни е бруто домашниот производ, толку можеме да одиме и ќе одиме чекор по чекор. Не се откажуваме, можеби во иднина ако не бараме грантови или нови кредити, можеби ќе овозможиме некакво јавно-приватно партнерство. Не знам, ќе видиме, значи сите опции се во можност. Да, ни предстои долг пат тука во решавањето на отпадот и Преку ноќ ништо не може да се така, реши. да, преку ноќ не може да се реши, треба да така е, да, многу немаме трпение, веќе состојбите се полоши и полоши и крајно време е да почне да се менува нешто. Добро е што финансиите не се проблем, единствено јас би рекла проблем е координацијата и да почнеме да работиме. Треба да работиме сите. Дека мора да покажеме поголема светеност. Така, да. Добро, можеме уште едно или две прашања доколку има. Тука гледам Ашмет сака да праша нешто. Добро. Благодарам. Чест ми е задоволство што сум тука. Поздрав до сите присутните, која и до Лилјана, до поранешната вртеничка, бијќи заложбите се добри. Ние со Бојана работиме на проблемот на животна средина и господјана убаво презентираше за Североисточниот регион, но само едно прашање кратко. Што е со луѓето кои се од помалите општини збора, што ветуваа многу, а сега не морна нит со прста, додека во Скопје имаше навистина акција? Добро, дали може некој да одговори на ова прашање? Рано и уште. Добро. Да, ајде уште едно техничко прашање и да Во врска со кој што не се однесува директно до Министерството, меѓутоа индиректно ептен се однесува во врска со Законот за рударство и Законот за геолошки работи, кои што се сега нели во фаза на носење преку Министерството за економија. Тие се повикуваат на еден акт од Европската Унија за критични минерали. Тоа е акт, не е директива, колку што јас разбирам. Значи не е обврзувачко да мораме ние како држава да го носиме, тоа е основна работа, затоа што се меша, се спомнува дека е директива, не е директива. И немаме обврска, посебно не сме уште нели во ЕУ, меѓутоа и за самите земји не е обврска. Но дали Министерството за животна средина на некој начин е консултирано во врска со изготовката на овие два закона, имајќи предвид дека директно примената на таков еден акт за критични минерали, кој што предвидува можност по брза линија отворање на рудници на секаде практично, ако некој процени дека е тоа важно и исплатливо, дали Министерството е досега прашано во врска со овие два закона, вака директно, и дали може на некој начин да се интервенира и преку вашето министерство за да се обрне внимание дека ова не е играчка, не е работа само ај да правиме пари за државата, добра е намерата, меѓутоа може лошо да излезе. Благодарам. Благодарам. Да, значи, кога ги се работат законите во државата, преку системот на влада, сите сме координирани и најчесто сите сектори кои треба да учествуваат во изработката, кои се засегнати на овој или оној начин, се прашани и ги даваме своите мислења. Дури понекогаш и кога сметаме дека дополнително не ни е поставено, а сме дел од таа област, каде што ја засега животната средина и квалитетот на животната средина, се разбира дека даваме дополнително мислење. Околу овој закон, да, имавме прашања, че консултирани сме сигурни. Не можам да ви го кажам одговорот, затоа што навистина и не се ни сеќавам, меѓутоа можеме поподробно доколку ве интересира и да го писмено, да, не знам точно во кој период беше, меѓутоа, да, поставени се прашања и
веројатно предпоставам сигурно се и одговорени. Мислам дека и во последнава што ја имавме група од прашања и одговори од влада, мислам дека не беше, мислам дека беше тоа одговорено, така да можеме да провериме. Инаку секогаш сме консултирани и ние ги консултираме, тоа е таа интерсекторска соработка. Понекогаш да ви кажам, верувам дека и затоа законите, носењето и усогласувањето трае толку многу долго, од причина што усогласувањето во нашата држава, и Европа е голема администрација, тешка, нели, робусна, меѓутоа кај нас навистина многу одзема време тоа усогласување. Те со цел подобри закон. Благодарам. Во ред, ви благодарам многу. Тука некаде и крајот на оваа трета панел сесија. Да се заблагодарам многу пред се на сите вас кои што бевте тука присутни на овој панел за активното учество, за прашањата кои што ги поставивте, но секако и на представничките од Министерство за животна средина отворивме многу прашања. Се надевам полека ќе гледаме промена во следниот период. А сега би сакала да најавам за сите вас што сте тука дека следи отварањето на Националниот форум кој што ќе го отвори премиерот Христијан Мицковски, меѓутоа не во оваа просторија, туку во ресторан, така што слободно повелете таму, а доколку нема место, можете да се вратите и овде, затоа што и овде ќе има директен пренос. Благодарам уште еднаш и се гледаме понатаму во текот на денот.